Македонскиот банкарски сектор постигна значителен напредок во дигиталната трансформација во последните неколку години со фокус на подобрувањето на искуството на клиентите преку воведување на иновативни решенија. Но колку банкарскиот сектор во Македонија ги следи глобалните трендови, разговарам со Емилија Спировска, член на управниот одбор на Прокредит банка АД Скопје. Спировска, добро дојдовте во Bloomberg Адрија. Добро јутро и фала за покана. Најпрво би сакала да прашам кои се најновите иновации што ги имаат воведено банките во Македонија за подобрување на корисничкото искуство. Токму така, иновации кои ги гледаме во банкарски сектор во Македонија се пред се насочени кон подобро корисничко искуство, али и на поголема достапност на банкарски услуги. Оно што можем да издвојам, што е присутно кај нас во Прокредит и во уште неколку банки, нешто што е најактуелно, да кажеме, е секако дигитална идентификација и дигитално потпишување на договори. Ова сушност и практично значи да клиенти без доаѓање во една од филијали на банка може да отворат своја сметка и дури да потпишуваат договори без доаѓање во експозитури на банки. Нешто што би исто така издвоила е и све поголемо користење на дигитални паричник, односно внесување на картичка пластична, каква е знаеме, платична картичка, во дигитални паричник, во различити платформи која ни возможува да со телефон имаме комплетна банка, и плаќање на посттерминали или на некои од банкомати, подигање на ефектива само со нашиот мобилен телефон. И сега го спомнавте дигиталниот паричник, сите оние моменти кои што се секако нови, секако исчекора и потпишувањето на договорите кои што не треба физички да се стигне до некој од експозиторите. Дали банкарскиот сектор ги следи глобалните трендови во поглед на иновациите, со оглед на сето на брзиот развој, тука ја споменувам и вештачката интелигенција, меѓутоа еве дали ги следиме како сектор иновациите кои што се применуваат и во глобалните текови? Апсолутно ги следиме. Секако со креирање на дигитални идентитет, со креирање на дигитални потпис, со веќе масовно користени мобилни апликации за вршење на трансакции, аплицирање за одредени банкарски производи, ние комплетираме дигитална понуда за клиенти. Значи, со користење на мобилен телефон, физички банка више не е потребна. Од отварање на сметка, од вршење на трансакции, отварање на штедни депозитни сметки, аплицирање за кредити, потпишување на самите договори, користење на дигитални паричник. Значи, тоа е нешто што е тренд и што доаѓа кај нас и што во све поголема мера се бара од клиенти. Кои се предизвиците со кои се соочуваат банките во Македонија при имплементација на новите технологии и дигитални услуги? Ова го споменувам како фактор, бидејќи знаеме дека особено во нашата земја некако сме многу зависни подлежи на хартијата како документ. Колку имаат предизвик банките за сето ова да го имплементираат и некако хартијата да ја оставиме настрана? Секако да е предизвик. Од една страна имате клиенти кои се уште се навикнати и тешко менуваат навики. Значи, сакат да се видат со човек од банка, сакат да седнат на маса и да зборуваат со банкар и се, ајде да кажеме, по-скептични од аспект на нови дигитални решенија, така да треба разговор, треба објаснување и од аспект на безбедност и од аспект на придобивки кои ги имат. Оно што ние го гледаме што е добро е да еднаш кога почнат со дигитални услуги од одреден вид, не се враќат на старо. Така да тоа е тренд кој бара промоција, бара едукација, али е неминовност. И од друга страна имаме помлада клиентела која дури и предизвикува банки, бара повеќе, бара уште подобро искуство, бара разни алатки во своите мобилни апликации, финансиски анализи, праќање на трошоци, начин на следење на буџет, плата и движење по сметки, така да имаме два екстреми. Клиенти кои треба да ги донесеме во дигитализација, имаме група на клиенти кои туркат банки понатака да бидат уште подобри. Оно што може да е предизвик и не само за нас во Македонија, глобално е секако безбедност, така да било какав
razvoj i ponatomašnji inovaciji vo digitalna sfera na bankarstvo mora da oda traka pod raka со bezbednost. Znači, to je nešto što je regulator normalno go nametnuva, bezbednostni standardi, međutim, potrebna i tekako je bitna edukacija i na sami klijenti. Digitalni prostor, koliko nosi pridobivki, nosi odredeni rizici. Тука ја споменувате безбедноста, еден од клучен фактор, знаеме во изминатиот период, особено банките, можеме да ги нагласиме како дел од ние наговесници до клиентите со испраќање на различни пораки каде што се упатуваат клиентите особено да внимаваат на секако вид измами кои што се случуваат, особено со мобилното банкарство. Колку ја спомнавте едукацијата како фактор, меѓутоа еве колку клиентите гледате го имаат оној фидбек од другата страна и реагираат на ваквите апели од страна на банките за внимателност, бидејќи сведоци сме дека секако има многу голем број на измами кои што се случуваат и покрај одредениот степен на апели испратен од страна на банките? Гледате, тоа е процес кој во континуитет мора да постои. Секако дека има отпор, секако да клиенти мислат да знаат све најдобро. Меѓутоа, одговорност е на нас, на банките, да што повеќе и на што по пластичен начин објасниме на клиенти каде лежат ризици и на кој начин може да се заштитат. Тоа е одговорност на нас, на банките, да колку god тај процес на едукација е захтеван и макотрпан, мораме да го правиме тоа заради заштита на нашите клиенти. И секако за крај би сакала да ве прашам кои се вашите очекувања за дигиталната трансформација во банкарскиот сектор, кои се можеби и новите чекори кои што би требале да се случат на тамошниот дел на банкарскиот сектор, подпишувањето на договорите, мобилното банкарство, некоја надградба, кои се очекувањата ваши во врска со оваа трансформација која што се очекува? Па знаете како, ние со дигитална идентификација и дигитално подпишување договори заокружуваме од аспект на функционалност. Значи, ви имате комплетен сет на услуги кои возможува онлайн користење на банка. Оно што понатака секако ќе биде предизвик е како тај сет на услуги да биде уште поефикасен, полесен за користење и да се надоградува, спомнавме и преска и од аспекти на едукација, значи да се платформи попут мобилна апликација користат и за комуникација со клиенти, размена на најдобри практики, искуства, совети од страна на банки, така да не само да ќе представува една платформа за трансакции со банка, туку ќе представува и добра платформа за комуникација со клиенти, така да во таа насока секако планираме понатамошни развој. Така, Спировска, јас ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Адрија. Фала.